Значи, Гого, без вера е невозможно да му угодиме, така? Што да правиме сега без вера? Верата е во нас, така да можно е да му угодиме на Бог и на тие што ги знаеме. Добри сте? Ми ќутите некако многу, како очекувате нешто. Чекај да ве погледам малку. Убави сте. Малку и јас да ве погледам, а не само вака вие. Сигурно имате прашања. Елијана уште малку ќе прави стодена од влада, така да супер е, расте. Убава е и кој ќе можеме на пролет ќе дојдеме да ја видите. Да ја видите и да го видите доказот на вашите молитви. Да. За тоа и ја крстивме Елијана, мислам ја крстивме и дадовме име Елијана. Тоа значи Бог одговори. И додадовме уште едно име, Елијана Софија, за да биде дека Бог одговори со мудрост. И за тоа време никош немаше во мене прашање зашто, кога, зашто едноставно бев во мир и знаев. Бидејќи пред многу години ја сонував. Ја видов на 12 години. Со виткана коса, како мене, така слична. И за тоа бев сигурен дека ќе биде. Значи, семето го видов уште пред да биде. И сега бидна. Значи, за се има свое време. Да не брзаме за ништо. Но важно е дека сме ние оперантите, што треба да го започнеме тоа семе со Светиот Дух, за било што да зачне. Битни сме ние. Ќе нема онака да бидеме во несвест и нешто да се случи. Не, значи тоа е магија. А Господ е човек. И е дух. Сакав да направиме на шала, али го гледате Chosen? Ви текнува на сцената кога влезе капулјачата и Духот Господов е врз мене. Пребива во мене. И Бог ме помазал да ја проповедам добрата вест на луѓето. Амин. Да ги ослободиме тие што се во робство. Да им дадеме слобода на напатените. И таа слобода да не ја барате на облаци. Таа е во нас. Исус е во нас. Тој се всели во нас. Амин. Денеска нешто ќе зборам, што верувам дека ќе биде интересно. Ќе зборам за името на Бог, на Таткото и името на Исус. Тоа е, значи ќе зборувам за ЈХВХ или за Јотхе Ваухе и за името на Исус е Јотхе Вау Шин Аин. И тоа е многу интересно. И денеска, како што кажа еден пријател, 99,102% ќе ви зборувам на вашите срца. Ќе зборувам на вашиот внатрешен човек. Се што ќе зборувам, ќе адресирам на вас внатре. Бидејќи целата причина е внатре. Исус кажа, мојот дом ќе се нарече дом на молитва. Ти си тој дом. Ти си тој дом во телото твое, каде што он сега пребива, заедно со тебе
и тој дом ти си молитва. Амин. Сега, да почнеме со јод, да. Да, со бетадин, да, јод, оторев, не оторев. Да почнеме со јодот, означува рака или семе. Андре, јас Сабале ти додадов некои плюс стихови. Да, значи во Јован во 12:24. Значи, означува рака или семе, ама не е обична рака. Туку е рака на директор. Значи, не е рака на животно. Не е рака на мајмун. Да е рака на мајмун, ќе знае само да јаде, да пие и да скока по дрва, така. Ова е рака што обликува, што создава, што креира и се што гледаме е создадено преку ова јод. Преку тој дел на името на Бог е создадено се преку тоа семе. Стихот го најде или? Аха, не. Оке, добро. Јован 12. Ќе шушкаме, ајде. Глава, 24 стих. За семето. Вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само. А ако умре, донесува многу плод. Ова е за се во нашиот живот. Ама сега јас специфично го користам овој стих, дека еве го Исус е семето што се симна, што умре и во нас даде плод. Амин. Значи, преку него е создадено се. Тоа е најважно. Значи, кажав дека раката на човекот создава, обликува, работи и е креативна. Без рака не можеме да се изразиме. Секоја чест на Ник Вујчич, он се изразува со говорот. И тоа е, значи, битно. Со раката градиме и го градиме нашиот свет во кој што живееме. Така да јод означува рака или апсолутно семе од кое што целото создание доаѓа. И сликичката, ако ќе видите, баш личи на семе. На тозоид. На сперматозоид. И тоа е тоа семе. Значи, Исус е семето на Бог. Што создава се. Сега означува или има символ на прозор или на око, ама мислам дека е повеќе на прозор. Значи, прозорот е око и тоа што е прозорот за куќата е окото за телото. Тоа сме го спомнале. Вау означува шајка. Ви текнува? Шајката се користи за да повезе две работи. Спојуваме две даски, коваме или спојуваме рака со даска, коваме и поврзуваме. Значи, вау е шајка и се користи за работите да се поврзат една со друга. Така Исус со нас се поврза. Дрвото на кое што беше раснат сме ние. Тоа е символ за нас. Значи, Господ буквално се закова на нас. За да бидеме едно. И на крај имаме уште едно кој што значува прозор. Сега, ова се символики. Значи, раце, семиња, прозори, бавчи, шајки. Сега, во модерен јазик, зборот јод го означува, ја означува твојата свесност, го означува јас сум. Значи, ти си свесен. Ти сега тука, како што седиш, си свесен дека си тука. Си свесен дека си ти, така? Сите
сме свесни дека сме тука. И тоа е твојата свесност. Значи, Бог е твојата свесност. Или јас сум. И од таа свесност доаѓа секоја друга свесност. Зборот хе, прозор, е твојата замисла или имагинација. Значи, што и да правиш, од тоа не можеш да избегаш. Значи, цел ден, ако нешто правиш, замислуваш. Замислуваш, работи за тебе и за другите околу тебе. Сега, убаво е да сме свесни што замислуваме. И согледуваме нешто што е различно од себе си. Потоа вау, тоа што спојува, е твојата способност да чувствуваш. Бидејќи сега Бог се всели во тело, се закова за тебе. И ти тоа го чувствуваш. Тоа го изразуваш. Живееме во тело и тоа е битно. Затоа чувствувањето е многу битна работа. Значи, тоа е нашата способност вау да чувствуваме тоа што сакаме да бидеме или тоа што веќе сме. Како што чувствуваме, така постануваме свесни дека сме тоа што сме или дека тоа што сакаме да бидеме. Практично да одиме во нештото во што сакаме да бидеме. Тоа е верата. Преку верата создаваме работи во нашиот субјективен свет, во нас. А потоа тие се манифестираат во објективниот свет. Значи, сумирано, чувствувам за тоа што сум свесен. И на крај повторно хе, или уште еден прозор, како што кажав, го означува твојот видлив, објективен свет, што постојано сведочи за тоа за што си свесен. Сето тоа што е во твојот живот, што го живееш, ти сведочи на тоа што го размислуваш, на тоа што го замислуваш и на тоа што го чувствуваш внатре во тебе. Ако не ми веруваш, пробај да бидеш свесен што мислиш. И ќе го добиеш прашањето, одговорот на прашањето од каде сега тоа. Библијата ни кажува дека преку ова име сите работи се направени и без него ништо не е направено што е направено. Јован 1:3. Значи, се стана преку него и без него не стана ништо од она што настана. На почетокот беше зборот и преводот за зборот е смислата или замислата. Бог првин не замисли, не туку така се појави од сон и сега ќе правам човек. Тоа е сето смислено и замислено. И обликувано во нас за ние да можеме да имаме капацитет да го имитираме како негови деца. Името ЈХВХ е едноставно сето тоа што ти си и имаш додека седиш тука. Свесен си дека постоиш. Исто така си свесен за работите околу тебе, за луѓето, за небелот, за сите работи околу тебе. Сега после ова сум пишал, паметно е да бидеме селективни. Значи, да не замислуваме што ќе ни текне, да не замислуваме било што ќе ги фати нашите чувства и да не стави во замисла на било што. Со друг збор, да не дува ветрот како што сака. Туку ние заедно со Светиот Дух имаме контрола над нашата свесност.
Не сме деца да се препуштиме на било што. Не може ветер да дувне и да те понесе. За жал може, ама дај барем за нас да не може. Да бидеме стабилни во работите. Ние имаме капацитет пред да постанеме нешто, преку вера да почувствуваме дека сме тоа што сакаме да бидеме. И со таа предпоставка сме го дефинирале Јотхе Ваухе. Совет да не влегуваме во состојба на самосожалување. Тоа е најлошата состојба што може еден човек да влезе. Што правиш кога се жалиш самиот себе? Ќе седнеш и што правиш? Ќе седнеш или ќе легнеш? Или може би ќе се движиш во собата вака? Така? Значи, мислиш и замислуваш, ги правиш сите можни сцени за да го оправдаш твојот жал за самиот себе. И тоа е најлошата состојба во која што човекот може да биде, да се жали самиот себе. Бидејќи тоа е верата преку која што ќе создадеш тоа што го жалиш за себе, ќе ти се појави во овој свет, ќе го манифестираш. Не можеш да се жалиш, уствари можеш. И после тоа, кога ќе се појави, ќе се жалиш, од каде бе ова? Ај сети се од каде. Вчера си се жалел самиот себе си, дека никој не те сака, а уствари сите те сакаме. Зборувам на срцата. Сите те сакаме. Предпоставката е прекрасна. Ако гледам дека нешто го сака, и ќе го прашам, брат, ти што сакаш? Сте приметиле кого и да видам, кажи ми ти што сакаш? И ќе ми каже го, сакам тоа и тоа. И јас сега преку вера ќе предпоставам, тоа е добра предпоставка, дека он веќе тоа го има. И нема да му кажам. Туку кога ќе го видам да се манифестира, ќе се радувам тука. Бидејќи сме едно со Гого, промената што ја правам во мене, ја правам и во него. Ако сакам да се смени Гого, ќе се сменам јас. И нема да му кажам. И ќе му посакам најдобро. Тоа што го сака. И кога ќе му биде, само ќе си кажам, функционира ова. Добро е ова. И на колку луѓе им немам кажано и нема да им кажам. Ама знам дека ова функционира, дека е така. Тоа што сум го замислил, те земав како пример, знам дека ќе му биде. Ајде сега да го разгледаме. Да. И крајниот резултат или манифестацијата на тоа што доаѓа во твојот свет не е твоја работа. Тоа е работа на Светиот Дух. Он ќе те поврзе со луѓе, со настани, ќе направи мост на ситуации каде што ти ќе се најдеш да ти се исполни тоа што го сакаш или тоа што сакаш да бидеш. Или за другиот. Тука математика и разум нема. Тука едноставно е ветер што те води, добар ветер. Како на дрвото на кедарот. Добар ветер. Ајде сега да го разгледаме името на Исус, бидејќи неговото име ни дава доминација или власт во овој свет. Јотхе Вау, видовме дека
истото, го зборевме значи до сега, ние имаме власт бидејќи имаме способност да зачнуваме работи, да создаваме и потоа да постанеме тоа што сме го зачнале. Тоа е моќта на создавањето. Сега, зашто има шин во името на Исус? Ова ми е омилен. Многу убаво, прекрасно. Кога го дознав, си викам, браво. Каков е Исус? Каков е Исус? Само да пиеме една вода. Шин има во името на Исус, бидејќи таткото е бескрајно милостив и полн со благодат. Ќе видиме. Имајте на ум дека Исус и таткото се едно. Филип го праша, покажи ни го таткото и доволно, ќе бидеме задоволни. Филипе, пријателе, цело време сум со вас, зарем не ме позна? Дека јас сум таткото. Зарем не веруваш дека и јас сум во таткото и таткото е во мене? Едно се. Значи, ќе нема да сгрешиш теолошки, ама ќе ги подкопаш религиозните ако кажеш дека Исус е таткото. Едно се со таткото. Само се различно што он е во тело, а во славата е во дух. Бог е дух. Затоа Зоц ни кажа го обожаваме во дух и во вистина. А преку Исус го обожаваме тука и во тело. Бидејќи сега сме во тело. Не можеме да избегаме од ова тело. Ни тежи, ама кога ќе го соблечеме за последен пат, ќе се вратиме во славата што беше наша пред се да се создаде. Бидејќи сите ние бевме едно со Бог. Сите имаме еден татко. Ви текнува на стихот во Петар која се подсмејуваат од која заспаат татковците, нема ништо. Татковците сме ние. Елохим е множина. Сите ние сме таткото. Исус се моли да бидеме едно, како што е он со таткото. Ова за друг пат. Да се вратиме на темата. Исто така да имаме на ум дека Бог постана човек и точно поради таа причина е шин во името на Исус. Тоа означува зап што распарчува. Зап што распарчува или оган што разгорува. Вау, како видов ова, овака од внатре. Зап што распарчува. Фаќаш нешто и го кинеш. Палиш, пуф, гори. Имаш доминација и власт. 1 Коринтијани 1:24. Еве го Исус, што растргнува и што разгорува се. Силата и мудроста на Бог. Исус е и семето, и раката, и силата, и мудроста, и живее во нас. Таа сила на Исус е во нас. Исус е внатре во нас. И ние сме едно со Исус. Исус тотално се идентификуваше како човек и се испразни сами од себе, од Божеството. Ова го пишува во Колошаните. Да не го читаме. И постана човек за ние да постанеме како него во буквална смисла на зборот. Ова шин
практично. Во нас има работи што не ги сакаме. И има работи на кои во незнаење сме им дале зародиш во нашиот свет. Преку вера. Зашто преку вера создаваме и добри работи и лоши работи. Затоа Господ не моли. 2 порции има, одбери добро. Немој да се жалиш. Немој да помислиш ништо лошо за твојот брат. За било кого. Бидејќи тоа за него ќе создаде. Значи, работи има во нас што не ги сакаме. Работи на кои во незнаење сме им дале зародиш во нашиот свет. И овој збор шин ни дава власт и сила да го растргнеме или да го изгориме тоа од нас. Инаку без тоа, во името на Исус, ќе бевме осудени да живееме во сите наши грешки без да можеме да ги промениме. Ова во Библијата, во стихови каде што ја сечеш раката, го вадиш окото, не буквално. Разбираме сега тие стиховите. Ако ти смета тоа, извади го. Како го вадиш? Псалм 4:4. Ќе си го читате дома. На постела, пред спиење, ги вадиш и рацете, и очите, и менуваш се во твојот внатрешен свет. Преку оваа сила и мудрост, Исус, која што живее во нас, имаме власт и доминација над нашиот живот и над животите на нашите мили. Ви текнува како е доловено один да повикаме. Никако не. Ќе повикаа, ќе утепаа се. Значи, таа вера исцелува, таа вера убива. Затоа е во нас. Затоа имаме избор да бираме добро. Овдека сме да искусиме таа сила и мудрост на Исус. И да, ќе направиме многу грешки во користење на силата. Многу грешки. Ама тоа е искуството низ кое што ќе поминеме, низ кое што ќе страдаме заедно со Исус. Бидејќи ние кога страдаме, Исус страда. Бидејќи е во нас. Никогаш не сме сами. Затоа имаме сила заради Исус да влеземе, да излеземе од состојбата, која не ја сакаме, и да влеземе во состојба која е благослов за нас и за другите околу нас. Амин. И на крај Аин означува око. Значи, преска беше прозор, сега е око. Тоа значи многу работи. Значи да видиш, да знаеш и да искусиш. Значи, хе е прозор, а ова Аин на Исус е око. Прозорот ти дава простор да дзирнеш преку него. А окото гледа преку прозорот. Ама ова око не е нашето физичко, значи око. Задире, ова е трето око. Трето око, да. Значи, гледаме и психолошки и согледуваме духовно. Значи, ова е око комплетно. Каде што работите ги гледаме, што не ни се свиѓаат, ги гледаме психички, што е проблемот, и ги согледуваме духовно, за да ги решиме. Значи, тоа е ова око во Исус. Соколово око. Се шалам малко. Прашање. Кое око може одеднаш истовремено да види, да знае и да искуси? Не мора да кажете. Освен ако некој е сигурен 100% да каже и бам, тука да паднам у радост. Тоа е твојата имагинација, твојата замисла, каде што ги создаваш сите работи. Тоа е твојот внатрешен човек.
Дури сега додека седиш, ти можеш да си присутен физички, а да се изгубиш психолошки и духовно. Да си направиш некој филм дома со ручекот, како ќе седнеш, тоа детално дома, како ќе сечеш тоа мевцето, како ќе лапнеш убавина. Можеш. Можеш да се исклучиш и воопшто да не ме слушаш сега што зборувам. Тоа е тоа око во нас. Таа е таа сила во нас што ние ја имаме. Затоа да ја користиме мудро, во мудроста на Исус. Преска се замислив, си викам, замисли дој го проповедам, батерииве, ќе цркнати, ќе треба да зборам на кабел. И бам, еве, кабел зборам. Значи, пазете, се остваруваат работите. Да. Учиме сите. Индиферентно е тоа. Добро, значи името на Исус укажува на моќта на создавањето и исто така на тоа како да создаваш. И сето ова го кажува името на Бог, на Исус, на Таткото, едно се, тоа е јас сум. Името на Бог е јас сум. Андрече, излез 3 глава, тој стих го чуваш, така? Аха. Се извинувам. 13 стих. Тогаш Мојсей му рече на Бога: ако отидам при израелците и им речам, Бог на вашите татковци ми испрати при вас, и тие ме прашаат, како му е името, кој е тој Бог? Што да им одговорам? Јас сум тој што сум, му рече Бог на Мојсей. Потоа продолжи: кажи им вака на израелците: јас сум ме испрати кај вас. Следен стих. Натаму Бог му рече на Мојсей: речи им на израелците вака: Господ Бог на вашите татковци, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов ме испрати при вас. Тоа е мое име довека. И така ќе ме викаат во сите генерации. И ние спаѓаме во сите генерации. И ние се повекуваме на името јас сум. Еве, ти како се викаш? Ама кажи убаво. Ти си Дарко, значи. Значи, јас сум Дарко. Значи, пред да каже Дарко или Гого, кажа јас сум. Си мислите дека тоа е случајно? Тоа е доказ смешен дека Бог е во него. Он толку многу се изгубил во идентитетот на Дарко и јас во Коки и ти во Гого, што сме заборавиле дека јас сум. Че Исус се испразни, заборави дека е Бог. Буквално. И стана Даре, стана мене, стана Тони, и Двонко стана, и Ѓоко стана, и Алој стана. За он да може да каже јас сум. Тој и тој. Меѓутоа, пред да каже што е, кажува јас сум. Сега, дали е појасно, кога Бог ни вика, не го користете моето име напразно? Кога ќе почнеме, јас сум ѓубре. Абе, јас сум говедо, видиме каков сум. Тоа е користење на името на Бог напразно. Зашто да се врејаш кога ти си јас сум? Значи името на Бог е вткаено во тебе.
И од тоа не можеш да избегаш. Кој сакаш да бидеш, што сакаш да правиш, Исус е закован на тебе. Нема бегање. Нема бегање. Крстот си ти. Дрвото е символ. Ти си крстот на кој што Исус е закован на тебе. И од таму доаѓа се целата приказна. Значи, името на таткото е Јасум, Јехова, а името на Исус е само англиско, значи, Jesus е англиско, Исус е македонско. Иначе Јехова спасува, ЙХВХ спасува, значи едно е со таткото, сега таткото е дух, а еве го Исус дојде меѓу нас за да може да не спаси, затоа Исус спасува. ЙХВХ спасува. Јехова спасува. Делот од зборот хе вау хе, неговото најстаро значење означува тој што падна. Сега ќе кажете, ѓаволот падна. Полека. Полека. Не паднал, значи ѓаволот. Значи тој што падна е Исус. Кога ние паднавме, он падна заедно со нас во нас. У сами старт, уште пред се да биде, он падна со нас. Мислите ќе му се промакне се така на Исус? Он има план пред планот. Не може нешто да се случи, он да не знае. Не може. Пробајте да замислите, ќе се измачите, ама ќе не можете да дојдете до... Не може, едноставно. Не може. Значи, хе вау хе, ХВХ, тој што падна или предизвика да паднеш. Така да на почетокот змијата го водеше човекот од невиност во искуство. Тука сме во овој свет, искусуваме работи. И лоши, и добри. И страдаме. Страдањата се ништо во споредба со славата која што ќе биде откриена во нас. Тоа супер е вака, ако страдаме вака. И страдаме стварно. Има моменти во животот во кои што сме страдале. Ама не сме страдале сами, бидејќи Исус падна со нас во нас и Он страда. Он во се пострада за да може сега од се да не спасува. Значи не е да не спасува во животов. Да те спаси ако ти е мачно веќе да одиш пешки да си купиш кола. Тоа ќе те спаси. Ако те боли зап, да те боли да одиш кај мита, преку мита да те спаси. За вивата да спомнеме нешто. Ако пиеш чешма од вода, вивата ќе те спаси. Амин, амин. Зборот јас сум исто така зборува за Бог дека е битие што само по себе постои. Не е создаден. Во тој пат на човекот, Исус заедно со нас падна за да искуси заедно се со нас, за да можеме преку Него да се спасуваме. Така да Исус е Спасител и тоа е значењето на зборот шин во Неговото име. Ако нема промена од една работа во друга, тогаш не би можеле да бидеме спасени. Не спасени, значи, за вечност. За тук. За работи што ни требаат, што сакаме да бидеме, за такви, значи, работи. Затоа Исус променува се и преку Него се спасуваме. Тука сум пишал Јован 3:13. Да, ми текна. Го нема тој стих. И јас ќе го прочитам.
Јован 3:13. И никој не отишол на небо освен оној кој слезе од небото, Синот човеков. Значи, он се идентификува како Синот човеков. Значи, Синот човеков си ти. Ти си син на човекот. Ти си човек. Бог е човек. И не можеш да отидеш на небо, освен ако не се симнеш тука доле. Затоа паднавме. Да искусиме. Затоа мора да бидеме родени од мајка. Тоа е падот. Се раѓаме како луѓе. Забораваме кои сме и во текот на искуството дознаваме пак кои сме. Дознаваме дека јас сум едно со Исус. Јован 16:24. Ове го имаме, пратене. До сега ништо не баравте во моето име. Барајте и ќе добиете та вашата радост да биде целосна. Кабелов. Ништо не баравте во моето име. Не е во моето име. Ништо не баравте со моето име. Е правиот превод. Има сега смисла. Значи да бараме со неговото име. Со името јас сум. Не мора да молиме некој Господ што не го знаеме како грците во тоа време. Се молиме на Зевс. Не, Исус се во тебе. Ова сум го зборел и претходно. Значи се молиме во неговото име. А не со неговото име. Да. Со неговото име. Ајде да видиме Јован 1:38-39. Една димензија интересна да дадем. Исус се заврте и кога виде дека одат по него, ги праша: што барате? Тие му одговорија: раби, каде престојуваш? Не каде живееш. Што има Библијата да ни кажува за тоа Исус каде живеел? Небитна работа. Каде престојуваш? Е правиот збор. Дојдете и видете, им рече. И така отидоа и видоа каде престојува. И останаа со него оној ден зашто беше, ова е погодено 10-тиот час. Иначе во сите други е 4-тиот час. Ова е точно зашто беше 10-тиот час. Значи, каде престојуваш и 10-тиот час. Две битни работи, многу духовни. Значи, они го прашаа во каква состојба си, каде ти престојуваш. Дојдете и видете. Јас каде престојувам. Таа состојба на која постојано се навраќам е состојбата во која што престојувам. Кога мислиш дома, пробај да бидеш свесен кога замислуваш, поготово кога замислуваш со емоција. И ако постојано во текот на денот се враќаш на тоа, таму престојуваш. Ова е чиста вера. Прашањето е каде престојуваме. Прашање за дома. Е сега, зашто 10-тиот час? Сум пишал, дали престојувам во сиромаштија? Или во нешто друго, во било што? Дали
се жалам цело време. Дали престојувам во недостиг? Дали престојувам во омраза? Дали престојувам во љубов? Дали престојувам со Светиот Дух? Каде престојуваш? Потоа кажува дека остана со него бидејќи ме изненади преводот, бидејќи беше 4 часот попладне. И ќе се стемнело и ги викнал Исус во куќата да преспијат. Нема смисла. Нема никаква врска. Туку тие што ја превеле сакале да дадат некоја смисла. Правиот превод е 10-тиот час. Сега, секоја буква во еврејската азбука има нумеричка вредност и символика. 10-тиот час го означува јод. Јод, првата буква. И има и символиката на тоа, значи е креативната моќ или раката на Бог. Нешто само да скратам. Како и да е, тука зборува за креативната сила на Бог. Така да тие останаа со Исус, бидејќи беше 10-тиот час, јод е 10-ка, тој им ја откри силата, креативната сила на Бог, а тоа е самиот тој Исус, бидејќи Исус е силата и мудроста на Бог. Исус им откри каде престојуваат, во сила и во мудрост. Престојува. И од таму се промени. Каде престојуваме? Уште една страничка. И викам, Вики, ќе проповедам 20 минути максимум. Спор сум јас сега, тоа е. Спор сум јас. Јас сум брз. Погласно, да. Целата работа е во силата на Бог и ние сме повикани да ја докажеме преку верата. Нема друга креативна моќ освен самиот Исус. Се е на наше располагање. Дали го користиме? Тука сум пишал, во четвртокот ми дојде и се викам да пишам, зашто знам дека сега ако не пишам, ќе треба денеска да бладам. Вака поубаво. Нашиот проблем денес е дека имаме проблем со заборавање. Или подобро кажано, имаме амнезија. Ова мислам дека и Зоран еднаш како проповедаш. Но не амнезија за минатото, туку амнезија за сегашноста. Интересно ова, значи. Забораваме на сегашноста. Бидејќи откровението на името на Бог за секогаш и за секогаш во сите генерации јас сум. Тоа е сегашно време. Ние луѓето посебно ја забораваме сегашноста. Не можеме да запомниме дека јас сум богат, јас сум здрав, бидејќи се околу нас ни кажува дека не сум. Значи гледаме на околностите. Јас порано бев сиромав. И сега, ако повторно се повикувам на таа состојба, ќе бидам пак сиромав. Кога дојдовме да живееме во село, бевме сиромашни. Со пумпа, 2 ѕида на куќата, спиевме, не дуваше дека спиеме, се бањавме, голи, се криевме да не гледаат. Со пумпата, без бољар. Ова беше 2000-та година. И тоа било состојба. И сега јас со Исус сум излегол од таа состојба. Сега сум присутен. Знам кој сум. Меѓутоа, дали таа состојба престанала да постои? Ако ти си сега во Скопје и отидеш во Велес, Скопје ќе престане да постои? Нема да престане да постои. Скопје е тука. Ама сега ти си во Велес. Па исто јас бев во сиромаштија и ја оставив и сум во богатство, во средната класа.
Значи, сиромаштијата е тука. Сиромашните ќе бидат секогаш со нас. Состојбата е тука. Да не дозволуваме да се навратуваме, да не престојуваме во тоа. Ќе не лапне, ќе не улови пак. Бидејќи несвесно или свесно, ако го повикаш, ќе влезеш во тоа. Затоа не се враќај на минатото. Ревидирај го. Колку пати да си простиш 70 по 7. И тоа е многу тука зборувано. 70 по 7 е во ајин, во шин, ајин. И не значи баш 70 по 7, туку 70 и 7 бројките. И тоа значи да се навраќаш, да престојуваш во тоа се додека не се убедиш дека си сега ти тука присутен. Дека си свесен дека Бог е во тебе. Јас сум. Да можеш да престојуваш во тоа што го сакаш. 70 по 7. Ние еден ден ќе престојуваме и другиот ден так ќе забораваме. Ви текно ако зборувавме на огледалото, се гледаме во огледало, кои сме, се вртиме и забораваме кои се видовме дека сме. Да останеме верни на таа предпоставка. Во моментот е предпоставка, ама е вистина, тоа е состојба во која што се влегува преку замислување. Влегуваме со внатрешниот човек. До кај стигнав? Заборавањето. Јован 14:26. Кога ќе дојде Светиот Дух, ќе ве потсети. Да не заборавиме. Затоа е Светиот Дух. Не потсеќа, биди во сегашност. Го носиш моето име, јас сум. Не се потсеќај што си бил, не се грижи што ќе бидеш. Исус ги создаде работите и на 7-миот ден одмори, така? И тоа е саботата, тој сабат, правиот. И сега, кога си присутен и кога создаваш во сегашноста, преку вера, биди мирен. Не се грижи за иднината, одмори се од твојата замисла, пушти ја, знаеш дека ќе биде. И тоа е правата сабота која што треба да ја држиш име, внатрешна, во нас, а не во сабота или во недела или било кога. Значи, зборувам на внатрешниот човек. Добро. Сегашноста е најважната работа за нас и целата сила е сега во сегашноста. И ако останеме во сегашноста, ќе видиме промени. Прашањето е што сакам во овој свет за мене и за другите околу мене. Ако останам во тоа што го сакам, во мојата свесност, како нешто што се случува сега, тоа ќе биде состојбата во која ќе престојувам. Затоа на таа состојба на која што постојано се навраќам е состојбата во која што пребивам. Така да во текот на денот, на која состојба се навраќам најчесто? Дали на мојот пријател, пример што не е вработен или на нешто страшно. Ако го правам тоа постојано, тоа е местото во кое пребивам. Златното правило е да го правиш тоа што сакаш да го правиш, ама не да го правиш надвор, да играш фудбал. Играј. Туку во твојата замисла, во твојот внатрешен човек, замислувај го и прави го тоа што сакаш да ти го прават. Тоа е златното правило. И тука ќе нема да искочиш од таа рамка. Кога ќе почнеш да мислиш нешто лошо за твојот брат, ја ова го сакам ли? Не, нема да го мислам тогаш за него. Бидејќи сме едно.
го мислам за него, го мислам и за себе. Затоа тие што се љубоморни на другите дека имаат повеќе, тие имаат уште помалку. А тие што имаат повеќе, имаат уште повеќе. Кој има, ќе му се додаде. Кој нема, ќе му се одземе и тоа што мисли дека го има. Че само мисли. Сори. Да. Човекот секогаш пребива во минатото или во иднината и тоа е целиот проблем, дека заборава на сегашноста. Секогаш мислиме што се случило или што ќе се случи и никогаш не сме присутни сега. Исус во Евангелие по Јован секогаш им зборуваше, им го објавуваше името јас сум вратата. Не кажа јас бев вратата или јас ќе бидам вратата, јас сум вратата. Тоа треба нешто да ни зборува. Ова сум го зборел, само ќе го спомнам. Секој од нас, ако не верува дека јас сум сега тоа што сакам да бидам, тогаш останува тоа што бил и така умираме во нашиот грев, бидејќи не веруваме дека сега јас сум тоа што сакам да бидам. Ако не верувате дека јас сум, останувате во вашиот грев. А гревот што е? Промашена цел. Затоа пред да спиеме, кажува гневете се, но не грешете. Не ја промашувате целта. Пред спиење, пример, сум решил да се молам за некого, за баџот. И одма ќе ми текне, леле, што прави? И гнев. Полека, смири се. Целта, задржи се на целта. Што сакаш за човекот? Сака да се вработи добро, ќе го видам вработен. Ќе го почувствувам и ќе се радувам со него пред да биде. И кога ќе биде, ќе се радувам со него и во тело. И така, кога се вработи, јас се радував со него. Тоа одма се случи за 2-3 дена. Ама кажав дека ќе нема да кажувам. И еве го Исус им дава инструкции за креативната моќ, бидејќи беше 10-тиот час кој што е јод. Тој е семето на Бог, креативната сила на Бог и на сите што сакаат да слушаат им кажува како да ја користат преку верата. Нема ништо невозможно за оваа сила на Исус, но ние треба да се осмелиме да испитуваме и да експериментираме, да се задлабочиме во Исус, во неговата сила, да бараме да дознаеме повеќе за оваа креативна сила. И кога ќе го искусиме овој момент, потоа ништо не е важно. Кога ќе испиташ, зарем не верувате, испитајте се себе, си вика Павле, зарем не верувате дека Исус живее во вас? Се испитуваш преку верата. Добро, ќе се молам за некого. Како вака? Во мојот внатрешен човек. Ако сакам да го видам вработен, уште пред да се вработи, јас ќе ја почувствувам неговата радост и во мојот внатрешен човек ќе се радувам. Пред да заспиам. И после тоа се манифестира. И тоа е верата. Не мора ништо да викаме, да одиме, да правиме, да помогнеме. Ќе се молам, ама имам таму еден човек, ќе појдам да му кажам, у случај да не биде, преку врски да го вработат. Не можеш така. Ќе го вработат, ама ќе биде по делата, ќе нема да биде преку вера. Или тоа ќе трае, ќе треба да частиш, па да си му должник. Еден роднина си мислеше што ми даде 2-3 пати да јадам, дека живее во Драчево и дека му должам цел живот. Не ти должам ништо. Се што правиш, прави го внатре во себе, а надвор уживај го со браќата и со сестрите. Јотхевау.
е субјективно или внатрешно, а последното хе е објективно надворешно. Тоа што било во мене, тоа што сум го заковал со шајката, го гледам манифестирано надвор од мене. Матеј 9:4, само да видим еден пример. Го немате. Матеј 9:4. А Исус, знаејќи ги нивните мисли, рече: зошто имате зли мисли во вашите срца? Чи во вашите срца. Ова е човекот кого што Исус го исцелуваше. И тие таму започнале да мислат: овој така е роден, што се мисли? Овој таков и ќе остане. За греот, кој ќе го исцели него? Исус тие зли мисли ги знае. И колку пати ние се фаќаме во таа стапица да замислуваме лошо за нас и за нас. За самиот себе. Ќе почнам да се жалам и стоп. Ќе се упропастиш, немој. Стоп. Силата на Исус е креативна, не ја прави деструктивна. И сум пишал Матеј 5:27-28, кога им кажеш, ова сте слушнале, ви кажале, не врши прелюба. Ова, значи, го зимам само како пример. Да не помислите дека ви зборувам за закон. Зборувам, да, за законот на верата. Ви рекле, не вршете прелюба. И они во тоа време си го имале тоа задоволство да замислуваат со жената или со мажот како прават прелюба. Ама битно, актот, делото ќе нема да го направат. Се воздржувале. Ама Исус им вика: ако помислиш во твоето срце, веќе си го направил. И ова го зборам како позитивен случај. Ако помислиш во твоето срце, тоа значи ако замислиш со чувство, било што за твојот брат, веќе е случајно. Значи, законот на камен се некои факти што не биле разбрани, за тоа се на камен. Каменот означува буквални факти што не ги разбрале. Плитко, надворешно, еве го внатрешно. Овој закон е психолошки. Луѓе, не е надворешен. Зборот Божи каде пробива на челово? Пробива во срцето, ги раздвојува срцевината, значи внатрешно е. Се што зборувам на внатрешниот човек. Надворешното е само тоа што го гледаме, што го искусуваме, што се манифестира. Така да, пример е практичен. Јас преку вера предпоставувам тоа што сакам да бидам или да имам, за мене или за другиот. Разумот го одбива тоа, сетилата не го одобруваат, но јас се осмелувам да предпоставам дека јас сум тоа што сакам да бидам или дека имам тоа што сакам да имам. И сега веќе предпоставено во мене, го забивам или го заковувам со тоа што се чувствувам дека веќе сум тоа или дека го имам веќе тоа што сакам да го имам. И веќе е во мене и само во трпение чекам додека да се манифестира надвор од мене. И потоа гледам доказ надвор од мене која ќе се манифестира во мојот свет. Прашањето е каде престојуваме? Кратците на крстот. Исус и двајцата кратци. Минатото и днината. Исус е јас сум. Да не крадат минатото и днината. Да видиме тука присутни. Амин. Ве благословувам.